Почитуван председателе, почитуван министер, почитувани колеги, почитувана јавност. Јас сакам да укажам после оној хаотичен ден во петокот, кога овде демократијата се испостави и се потврди дека е тешка анархија, кога насила се изгласа дневниот ред на оваа комисија, не дека ви е прв пат, но веќе ви станува пракса тоа да го правите. После напорниот ден, јас сметам дека требаше да се потрудите да не ја продолжувате праксата на лов во матно. Затоа што ова што го правите денеска во собранието со 5 закажани комисиски седници и една седница пленарна, јас мислам дека и во куќен совет има поголем ред од собраниево прво. А второ, ја мислам да закажете уште 3 седници пленарни и уште 5 комисии, за да ни биде комплетен денот, зашто може да испадне да не ни стигне, да ни е зафатен цел ден, па да ни е досадно. Под наводници се тоа што го зборувам. Значи, председателе, јас ви зборувам вас. Да, председателе, ќе можеме, уважите, барем да ме сослушате. Затоа што ништо друго не уважувате. Се што зборевме во петокот на процедурални, ништо не уваживте и срушивте кога во оној момент на сила го изгласавте дневниот ред. Тоа е крајно дискриминаторски кон опозиција и немојте да го користите по имите инклузивност и транспарентност, зашто не ви прилегаат. Затоа што на дело сосема спротивно се однесувате и можевте да направите барем подобар распоред и за комисиите, а плюс тоа сега на пленарна седница е ребалансот на буџетот. Со тоа докажувате дека вие не сте заинтересирани за проектите на граѓаните и правите еден таков хаос во собранието и потврдувате дека ловите во матно. Ке направите хаос за да може да помине се што ќе ви кефне на паметот. Затоа ја викам уште едно 3 комисии, овие 3 седници пленарни, уште 5 комисии, закажете па дете да го комплетираме денот. Во куќен совет има повеќе ред отколку во ова собрание. Затоа ќе ве замолам, значи ни го ускратувате правото да бидеме ефективни пратеници, да сега треба да слушаме за ребаланс на буџет на пленарна седница. Овде нема предлагач и јас еве во духот на инклузивноста ќе ве замолам да исконтактирате, да бидете доблесен како председател на комисијава, да го побарате предлагачот на амандмани, барем да биде присутен да ги представува. Инаку вака, не знам зашто и зафаќате сали по собраниево. Вие како што сте тргнале, како што се конституиравте во ова собрание, можете онде во ходник да се соберете и на оние зелените фотели да гласате со две раце како што гласавте, па некој пат може и со нога да изгласате. Мислам, нема да ми биде ништо чудно, како да ви кажам. Ама дајте, ако сме веќе собрание, искрено мене ова, значи собрание во парламентот стана толку недостоинствено што на вистина граѓаните го гледаат тоа, но и кај нас предизвикувате едно чувство на тежок хаос и анимозитет према собранието. Јас ќе ве замолам, ако велите дека е комисија за европски прашања, дајте така да се однесуваме. Направете пауза да се повика предлагачот на амандманите. На ова на што личи? Не само што е анархија, паш и бозук, тежок. Народно кажано, паш и бозук. Не се знае кој јаде, кој плаќа, како да ви кажам. Никој пие, ништо не се знае веќе. Во куќен совет на зграда сум живела во зграда, има повеќе ред од што во ова собрание. И каква комисија за европски прашања, преименувате барем рад глава да сме какви европски прашања. Ова е најмалку споделува комисија европски вредности, најмалку. Затоа јас ќе ве замолам, направете пауза, исконтактирајте го предлагачот, барем да е достоинствено, амандманите да се вака достоинствено. Вака со секое ускратување на нашите говори или еве можност за да се предлагаат амандманите, верувајте дека се навредуваат оние граѓани што нас не гласале. Ете, во духот на европски вредности ќе ве замолам пауза да дадете да го побарате предлагачот на амандмани. Благодарам.